Трет ден жалост во Македонија, ги гледаме на станите кои го одбележаа денот. Бројот на притворени расте, 16 приведени добија мерка краткотраен притвор. Инспекторите влегоа во општината. Тошковски ги разреши началниците во Штип и Кочани. Дали градот Кочани бил под опасност? Склад за гориво пронајден при увидот кај опожарената дискотека. Бројот на хоспитализирани во македонските болници се менува, се примаат нови пациенти и се препраќаат на лекување во странство. Болниците низ Европа ги згрижуваат повредените од Кочани. 22 диско клубови, кабареа и дискотеки на отворено имаат дозволи за работа. 5 чекаат упис во регистарот. Пазарниот инспекторат на терен. Македонија оддава почит за загинатите во трагедијата. Во овие вести во живо информираме од Кочани со последните информации од постапката на истражните органи. Се вклучуваме со детали од пресконференцијата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, која е во тек, но и за состојбата на пациентите кои што се лекуваат во земјава и во странство. Останете со нас. Говорени за трагедијата во Кочани се зголемува, инспекцијските служби предпладнево влегоа и во општината Кочани. На терен е колегата Мартин Арсов, го имаме во живо во вестите. Мартин, кои се последните информации од Кочани? Така, Иван, веќе 5 часа траат претресите овде во општинската зграда на Кочани. Информацијата за големата акција е потврдена од Министерството за внатрешни работи. Голем број полициски службеници со неколку возила уште во 11 часот влегоа во општинската зграда и според информациите со кои што располагаме се одзема обемна документација. Имаме дел од атмосферата да ја погледнеме. Да, Мартин, тоа беа снимките од влегувањето на инспекцијските служби во општината Кочани. Ке ги очекуваме информациите од нивната работа внатре во општинската зграда и до какви информации ќе успеат да дојдат, но кои се последните информации од страна на обвинителството? Имаше податоци дека се зголемува бројот на лица на кои што им е определена мерка краткотраен притвор. Да, Иван, судија на претходна постапка од Основниот суд во Кочани одреди 48 часовен притвор на 16 лица во предистрагата за катастрофалниот пожар во Кочанската дискотека. Последната информација од Основното јавно обвинителство е до овој момент Основното јавно обвинителство Кочани предложи определување мерка краткотраен притвор за 16 лица. Предлозите се прифатени и мерката е определена за сите 16. Ова е последна информација добиена од Основното јавно обвинителство. Овие притвори истекуваат утре. Обвинителите можат да бараат уште поеднаш по 48 часа притвор за секој од овие осомничени, додека се собираат докази или пак за обезбедување на нивното присуство. Во притвор покрај екс-министерот за економија Крешник Бектеши се и службеници од Министерството за економија, поранешниот директор на Државниот пазарен инспекторат, вработени од таму сопственикот, односно организаторот на концертот на ДНК, членови на обезбедувањето и други. Како што веќе известивме во текот на денот и утринава, дел од притворените се во Скопје, а дел во Куманово. Според информациите, 5 лица се однесени во затворот Шутка,
а таму е и поранешниот министер за економија Кришник Бектиши. Иван, како што веќе кажав, ние се наоѓаме овде пред општинската зграда на Кочани. Очекуваме повеќе информации за претресите кои што траат веќе 5 часа. Се надевам ќе имаме детали за следните вести. Да, Мартино Становеш на терен те очекуваме повторно во живо во Централниот дневник, а од пред општинската зграда во Кочани се селиме пред Министерството за внатрешни работи. Таму е колегата Александар Спасовски. Александар, излезе информација дека министерот за внатрешни работи ги разрешил началниците во секторот за внатрешни работи Штип и началникот на оделението за внатрешни работи во Кочани. Пред малку заврши неговата пресконференција. Кои се последните информации? Да, Иван ја потврди Тошковски оваа информација, практично направил чистка во целиот тој дел на МВР во Штип и во Кочани. Разрешени се началници, нивни заменици, разрешени се командири на полициски станици. Практично сите кои што ја раководат полицијата во Штип и во Кочани се разрешени, како што рече Тошковски, не бидејќи во овој момент смета дека тие носат некаква вина, туку поради тоа, како што рече, да се обезбеди непристрасност и професионалност, и затоа на нивни места се донесени началници и командири од Скопје кои што немаат никаква блискост со локалната средина, со жителите во градовите каде што живеат, за да можат потемелно, понепристрасно и поефикасно да ја водат истрагата. Имаме дел од изјавата на Тошковски. За да обезбедиме целосно, независна и ефикасна истрага, донесов одлука за разрешување на раководни лица во локалната полиција во ВМРО Кочани и СВР Штип и нивно заменување со полициски службеници кои не се од овие места, односно се од Скопје. Ваквата одлука не прејудицира никаква вина, туку е чекор кој треба да гарантира дека процесот ќе се одвива без притисоци, сомнежи или влијание. Во моменти како овие клучно е институциите да работат со највисока транспарентност и професионалност. Затоа воспоставуваме оперативна поставеност која ќе овозможи целосна непристрасност со луѓе кои немаат лични или професионални релации со самата средина. Нити началникот на ОВР Кочани, нити началникот на СВР Штип не се дел од лицата кои што биле предмет на распит. А да, точно е дека во рамки на Министерството за внатрешни работи одделот за внатрешна контрола врши темелна анализа. Александар, имаш информации дека при направениот увид на терен пронеден е склад за гориво во непосредна близина до дискотеката Пулс во Кочани, што го отвори прашањето дали во саботата вечерта под ризик бил ставен и целиот град. Има ли некакви информации од страна на Министерството за внатрешни работи за каков склад станува збор и во чија собственост? Да, има информации. Министерот Панче Тошковски рече дека станува збор за склад кој што го поседувала приватна фирма која што собственички никако не е поврзана со собственичката структура на ова кабаре. Тошковски рече дека според првичниот увид кој што е направен на терен во моментот на пожарот во складот немало нафта. Ја имам и ова изјава. Согласно првичните информации кои што ги добив, точно е дека постоела бензинска пумпа и одреден резервоар вкопан во земја, кој што по првичните информации е празен и не бил во допир со настанатиот пожар во текот на онаа ужасна вечер. Собственичката структура не е поврзана помеѓу себе си, нити пак е поврзан собственикот на бензинската пумпа со менаџерската структура која што се појавува како организатор во дискотеката. Согласно првичните информации кои што ги имам добиени. Да, Александар, ти благодарам за овие официјални информации од Министерството за внатрешни работи. Имаш нешто дополнително, повели? Иван, со оглед на тоа што ми исклучија слушалката, би сакал само да додадам дека министерот соопшти некои информации
на некој начин статистика од она што досега го има направено полицијата. Според она што тој го соопшти, до овој момент е целосно завршена обдукцијата на сите 59 починати лица. Според информациите со кои што располага МВР, во пожарот пријавени се вкупно 196 повредени, од кои што 26 биле деца. Во моментов 93 пациенти имаме во Скопје, 80 во странство. Во однос на репресивните мерки приведени се 18 лица во Скопје и во Штип, од нив 16 се задржани според информациите кои што ги соопшти Тошковски. Тој имаше податоци за 14 лица во притвор, меѓутоа судот објави дека во меѓувреме уште 2 лица добиле притвор, значи станува збор за 16 лица. Рече дека досега се извршени 71 лице било повикано на разговор, од кои 29 лица биле во Скопје. Најголем дел од лицата кои што во моментов се наоѓаат во притвор се товарат за тешки дела против општата сигурност, додека има 3 лица кои што се во притвор по членот 353 за несовесно работење. Се вршат претреси во текот на денешниот ден на повеќе локации, се прибираат докази, како што го прашав министерот Тошковски за какви дела се сомничат екс-министерот за економија и поранешниот директор на пазарната инспекција. Го прашав дали ги товарат за сторување на некакво кривично дело или пак за пропуштање да сторат нешто што било во нивна надлежност. Рече дека за еден од нив е сигурен дека има елементи за двете ситуации, додека за второто лице не можеше да потврди без да открие идентитет на било кое од овие лица. Александар, благодарам за овие информации. Секако многу повеќе за ова целосниот извештај, за деталите од МВР ќе го имаме и во централниот дневник, секако и најновите информации. А поврзано со складот со гориво, ние повторно се враќаме на територијата на општина Кочани во непосредна близина на дискотеката Пулс. Таму е колегата Даниел Василев. Даниел се обиде денеска да ја провериш точната локација каде што се наоѓа ова складиште за гориво, за што точно се работи? Иван, се наоѓам на само помалку од 50 метри од објектот каде што се случи оваа ужасна трагедија. На нешто помалку од 20 метри од овој објект се наоѓа практично овој резервоар за кој министерот за внатрешни работи кажа дека според првичните информации е празен. Ќе се потргнам од кадарот за се обидам да објаснам каде точно се наоѓа. Онаа бела куќарка која што можете да ја забележите, веднаш пред неа се е ископана дупка каде што се наоѓа резервоарот, а од другата страна на ѕидот е поставена пумпа на која што наплава позадина со бели букви пишува Евродизел. Инаку од она што успеав да го видам тука од терен, станува збор за компанија која што се бави со производство на ПВЦ врати и прозорци и предпоставувам дека оваа пумпа ја користеле за сопствени потреби. Како што кажав и како што кажа и самиот министер за внатрешни работи, според првичните информации овој резервоар бил празен. Инаку она што можам да го кажам од тука од терен и зошто се наоѓаме толку далеку од двата објекти е поради тоа што како што дознавам внатре во објектот се уште има припадници на кримтехника, на одделот за кримтехника при Министерството за внатрешни работи кои што во моментот прибираат докази и практично полициското обезбедување кое што е распоредено на периметарот околу објектот не дозволува на новинарските екипи да се приближат и да снимаат инсерти од самиот објект. Иван, јас останувам тука, ќе чекаме детали од јавното обвинителство со оглед на тоа што најавија дека во текот на денот ќе кажат каква била состојбата со резервоарот и дали можеби постоела опасност за уште поголема трагедија од онаа која што ни се случи во саботата вечерта. Секако тие информации ќе ги пренесеме во натамошните информативни изданија. Даниел Василев, ти благодарам за овие информации и за вклучувањето од Кочани. Премиерот Христијан Мицковски денеска уверува дека секој ќе одговара без разлика на која функција бил или е во моментов и без разлика на неговата партиска припадност. Тој ги демантираше информациите дека Агенцијата за обезбедување била блиска до ВМРО ДПМН. Мицковски денеска беше во посета на пациентите хоспитализирани во градската болница во Скопје, но тврди дека со ова не правел пиар. Свети ВМРО да биде. И јас да сум, родена сестра, брат да ми е,
ќе одговара ако има било каква вина. И затоа јас Вака реков премиерот и во текот Мицкоски на одговори на вчерашниот ден, прозивките кривично дека по оставката на градоначалникот на Кочани Папазов, но и неговиот разговор во полиција, сепак тој засега не е дел од притворите, поврзани со страотниот пожар во дискотеката. Мицкоски дециден дека за кривична одговорност за градоначалникот сепак одлучува обвинителството. Дали и колкава е одговорноста на градоначалникот ќе утврди обвинителството. Градоначалникот во својата оставка напиша дека стои на располагање за се. Не бега, тука е. Стои на располагање. Денеска, колку што јас знам, стражните органи ќе влезат и во општината и ќе ги проверат сите документи. Ако вие сега пледирате дека тоа е ВМРО, па ние го штитиме, не. Се лажете. Никого нема да штитиме. Кривична одговорност ќе има за сите. Ако е потребна морална или било каква политичка, удрете на мене. Еве, јас сум тука, јас ќе се сносам со сиот овој предизвик, но прво ќе ги поразам како што многу пати сум ги поразил, а потоа на избори граѓаните ќе судат дали и кој треба да сноси одговорност. Мицкоски ги демантираше шпекулациите дека Агенцијата за обезбедување на дискотеката во Кочани била блиска на владеачката партија. Јас тврдам со сета своја морална, фактичка, кривична одговорност дека не постои Агенција за обезбедување која што има некаква врска со ВМРО да помага. Партијата на која што сум јас претседател. Ако ми дадете еден доказ, јас утре ќе поднесам оставка, ако не да се извините. Премиерот предупреди дека има и системска грешка во работата на кабарињата и дискотеките. Законските измени од 2007 година за работа на угостителските објекти, кои предвиделе правното лице со изјава да гарантира за техничките услови за објектот. Токму затоа најави законски измени за проверка на условите во кои работат тие, потоа работна група која ќе работи на проверка на сите лиценци за работа во различни сектори, а во моментов тече акција на пазарниот инспекторат на терен. Жалам што досега сето ова се толерирало. И жалам што луѓето во Министерството за економија, дури и кога ги добивале документите под полна материјална и морална и кривична одговорност, таков е законот, екс официо не ги проверувале. Жалам што за 15 минути за одредена сума надомест се давани овие лиценци. Робусна акција, робусна контрола, жестока контрола и сите оние кои што не ги исполнуваат условите согласно закон ќе бидат затворени и санкционирани. Премиерот вели дека пазарниот инспекторат можел да направи контрола само по пријава и во конкретната дискотека контрола имало во 2022. Тој, ако ја видите лиценцата, тој ја поседувал. До ден пред да се случи овој настан, тој поседувал важечка лиценца, издадена на хартија, со печат, печатирана, подпишана. Значи, да дојде инспекција и да провери, тој ќе извади лиценцата и ќе речат, тие точно ово има лиценца. Но ако го погледате архивскиот број и го проверите во архивата, која што ја проверува сега министерот за економија, ќе видите дека станува збор за некое барање на некој хотел во Охрид и втората фалсификувана лиценца е кореспонденција со странски инвеститор. Нема никаква врска со лиценца. Според него, ваквото однесување е недозволиво и дека токму затоа во случајот има толку притворени за кои се бара максимална казна. Тоа не е проблем дали некој политички е заштитен, тоа е криминал. Тоа е растурен систем. Тоа е поединци кои што мислат дека се над системот. Тоа е проблемот. И тие денеска се во притвор. И за ова ќе одговара. И нема горна граница на пропишаната на казна. Јас го слушнав обвинителот дека ќе бараат највисока можна запретена казна 20 години. Дали тоа ќе ги врати човечките животи? Нема да ги врати. Дали ние ќе ги вратиме? Нема да ги вратиме. Но барем да ни биде ова опомена. Никогаш да не ни се повторат вакви работи. Да ни биде ова опомена дека денес ова што правиме, ќе има последици во иднина. И тие можат да бидат вакви катастрофални. Сите ние имаме некаква одговорност. Јас повикувам на разум. Ве молам на разум. Со неправда и анархија не се носи правда. Го разбирам револтот. Се можам да понесам. Утрото бев таму. Знам како ми беше кога го видов призорот. Со своји очи знам што се случуваше.
Премиерот вчера и денеска беше во посета на повредени од пожарот, за што информираше со фотографии на социјалните мрежи. Мицкоски не го коментираше Вучи, кој вчера посетуваше македонски пациенти во Белград пред камери, но вели дека на неговите фотографии нема лица, а при посетата почитувал се што лекарите му посочиле. Фотографиите се во тил, никаде нема лице на ниту еден пациент, ниту пак и си дозволам многу внимателно ги биравме фотографиите за да нема ниту едно лице, ниту пак за да било што направим. Правам тоа поради пиар, го правам тоа за да излезам пред вас, за да не се кријам и да зборувам отворено за сето она со кое што се соочуваме и сето она кое што го постапуваме. При посетата Мицкоски не влегол во ниту едно оделение за интензивна нега. Добро и избрани именувани лица дека Бројот на хоспитализирани во македонските болници се менува, се примаат нови пациенти и се препраќаат на лекување во странство. Болниците низ Европа ги згрижуваат повредените од кочани. 22 диско клубови, кабареа и дискотеки на отворено имаат дозволи за работа. 5 чекаат упис во регистарот. Пазарниот инспекторат на терен. Постојано се менува состојбата со пациенти кои се на лекување во здравствените установи во Скопје. Бројките се менуваат бидејќи доаѓаат нови пациенти, а дел се препраќаат во странство. Последните информации ги слушаме од изјавите на здравствените власти. Од оние повреди кои што пациентите ги имаа кај нас, тоа се најчесто изгореници, и тоа изгореници од втор, па и кај некој од нив и од трет степен, согласно на тоа каде биле изложени на делувањето на пожарот и огнот. Најчесто се распределени на главата и шаките, затоа што предпоставувам кровот е прв кој што се запалил, па лицето и заштитата од она што било како паѓање на огнени јазици веројатно е причина што таму се дистрибуирани. Другиот дел од повредите кој што ја прави сериозноста на клиничката слика поголема се вдишувањата на врел воздух и отровни гасови од согорување на материјалите, и третиот тип на повреди се оние кои што настанале во борбата за живот, практично кога едни преку други пациентите поминувале, и тие се повреди од трауматски карактер во форма на набиеници, скршеници. Од тие што се останати на клиника за токсикологија, 13 пациенти, 4 се уште не сме задоволни до крај од нивната состојба, не е стабилизирана, другите се стабилни. Меѓутоа, бидејќи се работи покрај за изгореници на горните дишни патишта и за акутно тешко труење со штетни гасови, посебно со јаглероден моноксид, очекуваме да има компликации во наредните денови, меѓутоа ние сме сите мобилни. Сега за сега сите пациенти ни се стабилни. Имаме неколку пациенти кои што влошуваат, но не се во тешка состојба. Ги планираме за транспорт. Транспортот ќе почне исто и денес, продолжуваме со транспортирање на околу 8 пациенти. До овој момент сите кои што сме процениле дека се ризични и се со потреба за третман во специјализирани центри се навремено испратени и навремено се триажирани, и затоа и го добиваме овој биланс во моментов каде што имаме стабилни пациенти од толку голем број на повредени. А најголем број од пациентите кои што се наоѓаат на лекување надвор од земјава се во болниците во земјите од соседството, но и се поголем број на болници од Европа ги примаат пациентите на кои што им е потребно лекување во странство. Последните информации ги пренесува колешката Сања Димитровска. Повеќе од 70 повредени од пожарот во Кочани се хоспитализирани во медицински центри во странство. Од соседството до подалечни земји. Речиси сите ги отворија вратите и ги згрижија пациентите чија состојба е критична поради степенот на изгореници. 5 хоспитализирани во Солун се во стабилна состојба, информираше министерот Арбен Таравари, кој со неговиот колега Тимчо Муцунски ги посетија двете болници. The first patients that left our nation were the ones that came here to Thessaloniki. A city so close to us for many reasons, and which I hope will never have to be close to us again for these types of reasons. What we have seen and witnessed this morning is wonderful medical help. I will cite the main doctor caring for these patients who herself said to us, "Your children are our children." Бугарскиот председател понуди и дополнително прифаќање на пациенти доколку има потреба.
Аз искам да благодаря на българските медицински екипи и военнослужещите за бързата реакция и професионализъм при транспортирането на ранените и за осигурената специализирана медицинска помощ. България е готова и ще продължи да помага с всичко, което е необходимо. Чакаме в момента около 10:30 македонската страна да реши дали има нужда да се вземат още 10 човека. Спартана и медицинските екипи също са готови, така че ние ще продължим да оказваме помощ. Пациентите во Пирогов во Софија се на механичка вентилација, а во таква критична состојба има и во Белград и Загреб, каде се под постојан 24-часовен медицински надзор. Од njih 8, 3 je na respiratoru, odnosno zahtevaju mehaničku ventilaciju. Телесна површина koja je zahvaćena opekutinskim povredama se kreće do 25%. Naglašavam da svi imaju simptome od strane intoksikacije i opekutina respiratornog trakta, te su stoga i životno ugroženi. Mlađi je srećom ima lakše opekline u manjem opsegu, a ovo za ovoga drugoga ste čuli, kod njega je primarno liječenje opeklina dišnog puta, znači da su opekline pluća. Ishodno tome se očekuju komplikacije koje su vezane za to, a sama površina opečene kože ga ne bi smjela životno ugrožavati. Во Турција хоспитализирани пациенти има во Истанбул и Анкара, и кај дел од нив состојбата е подобрена. Имаме нови информации од Анкара дека од 5 наши хоспитализирани пациенти, 5 се екстубирани, што значи дека дишат сами, не дишат со вентилатор, односно не дишат на машина. Имаме информација од Словенија дека 2 пациенти се екстубирани. Во моментот ситуацијата е таква да и капацитетите во соседството се исполнети и веќе ангажираме подалечни дестинации. Надлежните кажаа дека службата за општи и заеднички работи ќе им го плати патувањето, сместувањето, но и преведувачи на семејства на повредените, кои ќе заминат кај своите блиски хоспитализирани во странство. Сања Димитровска, Сител телевизија. Во 11 часот во просториите на Кочанската болница денеска се одржа комеморација во чест на прерано згаснатиот живот на возачот нитната медицинска помош Иле Гоцевски, кој почина по трагичната ноќ која ја помина на работа, пренесувајќи ги повредените од Кочани. Целиот персонал на болницата низ солзи се опрости со својот колега. Во објавата на социјалните мрежи тие пишуваат: Иле беше и ќе остане вредност не само за нас, туку и за сите оние на кои им помогна, ги заштити, ги спасуваше и на крајот ги поведе кон рајските порти за да не бидат сами. Едноставно на некои луѓе им е судено да бидат херои, а Иле тоа и беше. И покрај информациите од Министерството за внатрешни работи, дадени пред малку дека обдукцијата е завршена, директорот на судска медицина Станко во изјава за Сител вели дека се уште се работи на обдукцијата и идентификацијата на жртвите од пожарот во Кочани. Тој вели дека се додека не заврши постапката за сите починати, нема да ги предадат телата на семејството. Работиме интензивно на обдукциите и идентификациите. Обдукцијата е само еден почеток во процесот на идентификација и паралелно се зема материјал за ДНК анализи и отпечатоци од прсти од страна на припадници на Министерството за внатрешни работи. Кога ќе се потврдат ДНК анализите, значи кога со ДНК анализите и со отпечатоците ќе се потврди идентитетот на починатите и кога ќе се завршат сите обдукции, тогаш постапката кај нас комплетно завршува. Додека не се заврши последната обдукција и додека не се потврди идентитетот на сите починати, нема да може да бидат издадени телата на семејството. Погребот на загинатите од Кочани во пожарот во дискотеката Пулс ќе се одржи на 20 март. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов кажа дека е превземено се што е потребно за организирање на погребот, а на погребот според информациите од МПЦ ќе присуствува и поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан, а ќе има и неколку владици од синодот на МПЦ. Погребот на трагично загинатите наши сограѓани ќе се одржи во четврток, на 20 март, информираше денес директорот на ЦУК Стојан Чангелов. Точниот час ќе го определиме, односно ќе го определи Македонската православна црква. Синодот, бидејќи и владиката Иларион сака да присуствува,
на повеќето места затоа што се работи за чед од неговата епархија. Така што дополнително ќе се утврди каде ќе бидат, во колку часот, во кое место ќе бидат погребите. Најголем број на жртви имаме во градот Кочани, Чишиново, Облешево, Скопје, Пробишти, Штип, Виница, Каменица. Тешко е да се зборува во ова прилика. Денес, кога Македонија е завиена во црно, митрополитот Брегалнички господин Иларион повика нашите починати чеда да бидат достоинствено испратени во вечноста, во Царството Небесно, а болните да се исцелат. Ги повикувам сите луѓе и ги замолувам да бидат кротки, смирени, трпеливи, да не ги вознемируваме ниту упокоените, ниту нашите страдални болни, туку со молитва кон Бога, со трпение, со смирение, да се подготвиме и починатите да ги испратиме во вечноста и болните да се молиме Господ Бог да ги исцели и да ги излечи. Директорот на ЦУК искажа благодарност до сите противпожарни и итни медицински екипи од целиот регион, кои несебично помогнаа да се спаси оно што можеше да се спаси во овој трагичен настан. За Сител, Трајан Ристовски. А од Македонската православна црква пред малку објавија повик за сплотеност и молитва. Во овој повик се вели во овие дни на траор го повикуваме верниот наш народ заедно да ги сосредоточиме срцата во молитва кон Господа, просејќи од него да ги прими душите на ново представените чеда Божи во прегратките Аврамови, а пак на повредените да им дарува побрзо оздравување. Народната сплотеност и единство најмногу се согледуваат и се најпотребни во вакви злокобни неприлики. Затоа ги повикуваме сите верни чеда на мајката Македонска црква и сите граѓани на Македонија да го сочуваме мирот во себе и мирот меѓу себе и прилежно молејќи се достоинствено да такуваме. Министерството за економија покажале дека сепак 22 диско клубови, кабареа и дискотеки на отворено имаат дозволи за работа. Дополнително 5 чекаат упис во регистарот. Пазарниот инспекторат денеска стартуваше проверката на терен за почитување на законските обврски. Во моментов 22 диско клубови, кабареа и дискотеки на отворено работат легално, односно со важечка лиценца низ цела Македонија, според регистарот на издадени лиценци на Министерството за економија. Според извори од Министерството, уште 5 чекаат одобрување на лиценцата, бидејќи документацијата уште им е во процедура. Во Скопје, 3 локали во моментов работат со лиценца на кабаре, односно смеат да бидат отворени до 4 наутро во петок и сабота. Издадените лиценци се обновуваат на една година, а Министерството за економија ги известува 1 месец пред истекот на лиценцата. Локал да се регистрира како кабаре за да може да работи до подоцна, чини од 2500 до 5000 евра, ноќен бар од 5000 до 7000 евра и диско клуб и дискотека на отворен простор од 7000 до 10000 евра. Клучно за давање на лиценцата е исполнување на минималните технички услови. Според законот за угостители, објектот мора да ги исполнува санитарно-здравствените услови, услови за заштита при работа, заштита и унапредување на животната средина, противпожарна заштита и услови за заштита од бучава, пропишани со закон. Исто така, угостителот мора да обезбеди согласност од МВР дека се исполнети условите за заштита на јавниот ред и мир и безбедноста во сообраќајот. Градоначалникот на општината пак, според членот 8 од законот, води евиденција на угостителите кои започнуваат со работа на нивното подрачје. До 2007 година Државниот пазарен инспекторат имал обврска да утврдува дали се исполнети минимум техничките услови за работа, но по измените на законот истата година правното лице доставува со изјава под материјална и кривична одговорност дека се исполнети минималните технички услови. Инспекторатот не е должен по стекнување на дозволата на локалот да излезе на терен, односно излегува само по пријава. Но поради пропустите во овој закон, владата најави законски измени. За дискотеката во Кочани Пулс во 2022 година е направена инспекција по лиценцата која за прв пат ја добиле во 2021. Денеска пазарните инспектори вршат инспекции во сите ноќни клубови, кабареа, дискотеки низ Македонија. Ке се проверуваат лиценците, дали воопшто имаат, а ако имаат, дали е фалсификат, како што беше со ноќниот клуб Пулс во Кочани. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
Министерот за правда Игор Филков денеска се потпиша во книгата на жалост отворена во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, изрази сочувство за загинатите во Кочани, посака брзо и целосно закрепнување на повредените. Правда ќе има, напиша во книгата на жалост министерот за правда Филков. Ова е трагедија што едноставно не смееше да се случи. Дозволете да посакам и брзо закрепнување и на сите оние повредени кои што лежат во болниците широм републиката, но и оние што се надвор. Им посакувам брзо враќање дома. Правда и одговорност мора да има. Ние како Министерство за правда и јас како министер правиме се во рамките на нашите можности тоа да се случи. За последните сознанија на истражните органи, кои се е опфатен во проверките и за што постојат сомненија, има ли докази за информациите кои се којдневно излегуваат од институциите. Во тема на денот со државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Со мирен марш средношколците од Охрид им одадоа почит на настраданите во Кочани. Тажна е атмосферата и во Охрид. Државното знаме на јарболот во центарот на градот е на половина копје. Средношколците со мирен марш од своите училишта утрово се упатија до градскиот плоштад, запалија свеки, положија цвеки и со молчени изразија сочувство до семејствата на настраданите во Кочанската трагедија. Со голем почит да ги испратиме на другиот свет. За жал, никој не се надева на ваква случка до сега. Голема трагедија до сега се случила, мислам дека тука во Македонија. Никој не се надевал на такво нешто. Дојавме да запалиме свеќа за нашите врсници. Никогаш да не се повтори ова голема трагедија, мир да си најдат и сочувство до семејствата. Младите, но и граѓаните велат потребни се поригорозни мерки кои ќе донесат подобар живот и иднина. Да ги испратиме со почит, да се почитува повеќе законот и да нема вакви случаи повеќе. Да никогаш да не се повторите. Тоа е основно, сите мислам дека го мислат истото. Никогаш да не се повтори тоа. За нас таква држава со олку жители е ова преголема, преголема жртва, преголема трагедија. Инаку Општата болница Охрид и нефрологија Струга ги ставија на располагање своите ресурси за укажување на медицинска помош за настраданите во трагичната несреќа во Кочани. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Цела Македонија им оддава почит на трагично загинатите во трагедијата во Кочанската дискотека Пулс и вечерва во 18 часот е најавен мирен собир во градскиот парк во Кочани. Мирен собир е најавен и на плоштадот Македонија во Скопје. Многу повеќе информации за ова ќе имаме во Централниот дневник во 19 часот, а за текот на постапката на истражните органи и на обвинителството во тема на денот ќе разговарам со државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. До 19 часот останете со Сител.